Владата признава дека може да има проблеми во снабдувањето со горива и сериозно размислува за прогласување нафтена кризна состојба во Македонија. На последната седница била донесена одлука за формирање советодавна комисија која треба да изготви план за справување со вонредно пореметување на снабдувањето на пазарот. Комисијата за задача има да иницира предлог за прогласување на нафтена кризна состојба, да предлага мерки и одлуки за нормализација на снабдувањето на пазарот со сурова нафта и нафтени деривати, да предлага дополнителни мерки за нормализација на снабдувањето на пазарот. Кризната состојба ја овозможува на владата директно да располага со сите ресурси на државата. Во случај на кризна состојба може да се употребат и ресурсите на јавните предпријатија, установи и служби, како и на трговските друштва кои се од посебно значење за работата во кризна состојба. Од почетокот на кризата во Украина, власта уверуваше дека нема да има проблеми во снабдувањето со енергенси и дека стоковите резерви се полни. Сепак, не соопштува колку нафта има во државните резервари, бидејќи тоа било државна тајна. Државниот врв откри дека уште пред 4 месеци знаеле дека ќе има инвазија во Украина. Сепак, додека соседите склучуваа договори за набавка на енергенси и храна, нашите власти не преземаа ништо. Од ресорот економија пак доаѓа убедување дека нема застој во снабдувањето со нафта и нафтени деривати. Нафтоводот не бил пуштен во употреба, веќе се има веќе децени, но најважно од све е дека во моментот непречено се снабдува Северна Македонија со нафта и нафтени деривати. Најавите за уште повисоки цени на горивата и несигурноста во снабдувањето деновиве веќе предизвикаа метеж на бензинските пумпи низ Македонија, дури до толку што за 5 пати била зголемена побарувачката на гориво на бензинските пумпи во текот на минатата недела. Доколку биде прогласена нафтена кризна состојба, таа би била четврта која е во сила во земјава. Веќе има кризна состојба поради мигрантите, поради пандемијата и поради проблемите со струјата.